Кулата вавилонска е во 11-та глава, и јас само ќе ви кажам моето мислење за вавилонската кула. Значи, први не станува збор за тоа дека сите народи од целата земја се собрале, туку повторно имаме нешто локално тука, Месопотамија, тој дел. И тие народи зборувале еден ист јазик. Тоа е прото-семитски јазик, кој што бил еден ист јазик, значи, и луѓето се разбирале. Дали граделе кула или граделе зигурат, многу веројатно зигурат, и дали тој зигурат го граделе независно од шефови или од боговите, тоа го оставам на интерпретација. Се чини дека е така и дека, ви вам кажувам дека на врвот на секој зигурат се наоѓал храмот на врховното божество. Сега замислете, луѓето ги прескокнуваат боговите и велат ние ќе изградиме зигурат и ќе се искачиме на висината на која што се боговите. И овде е дојдено до таа гениална идеја да се раздвојат јазиците. Значи, ова е синтетизирана работа на еден веројатно подолг процес, ама тој подолг процес и ден денеска знаеме како се применува, тој процесот раздели по влади. Значи, мора да се разделат некои работи за да може да биде полесно владението. Мене не ми е потребно да ги гледам овие протосемитски народи како биле разделени од нивните владари, од нивните владетели. Доволно да ги погледам сите братучецки народи кои што ги имаме ние, дали се тоа срби, бугари, чеси, словаци, пољаци, руси, украинци, со кои што очигледно е дека имаме заеднички јазик. Дека ако се вратиме назад во минатото, нашиот јазик бил заеднички. И сега, поради нешто, повеќе сакаме да се концентрираме на разликите во нашите јазици наместо сличност. Затоа имав многу критики на последното видео кое што го направив на мојот очаен српско-хрватски, лош. Но од друга страна се разбиравме со соговорникот. Имам колешка која што од Словачка, во една прилика реков, ајде да зборуваме пополека, секој на својот јазик да видиме дали ќе се разбереме. Се разбиравме совршено. Исто пред некој ден камионџија од Украина ме прашуваше за информации и го гледам, преведува со Google Translate на телефонот и пробав на македонски јазик да му кажам да почека, дека ќе дојдат луѓето што се задолжени за тоа, не разбра. Така што, гледајќи ги состојбите кај нас во нашите словенски јазици, многу ни е јасно да го разбереме ова разделување на јазиците, а тоа разделување на јазиците денеска можеме да го видиме на Блискиот Исток. Најобединет јазик е арапскиот јазик, кој што исто така семитски јазик, исто како што се и другите јазици. А значи од оние јазици што ги знаеме, протосемитски и народи јазици се акадците или акадите. Значи тоа е народот кој што ги наследува сумерите на оваа територија, кој што се првиот познат на историјата семитски народ, а од друга страна култура, цивилизација учели и наследиле од самите сумери кои што се не семитски народ.